Започнуваме со урбаните вести и добре дојдовте во нив. Министерството за економија и наредната година ќе продолжи со субвенционирање на граѓаните кои ќе вградат сончеви колектори и ќе ги заменат старите дрвени со нови ПВЦ или алуминиумски енергетски ефикасни прозорци. А новина ќе биде субвенционирањето за закупување печки на палети за домаќинствата, најави денеска министерот за економија Крешник Бектеши. Со ова вест ги започнуваме урбаните вести, во продолжение следува генералната најава. Пунктот за бездомници во Момин Поток од вечерва ќе работи 24 часа. Наградени најдобрите од општинскиот квиз за противпожарна заштита во општина Газибаба. Од 1 јануари почнува електронското поднесување пресметки за персонален данок на доход. Нов паркинг простор во близина на пазарчето во Ѓорче Петров. Саем за волонтерство и активно граѓанство. Пунктот во Момин Поток од денеска ќе работи деноноќно за да може во зимскиот период да им обезбеди престој, топли оброци и здравствена заштита на бездомните лица од градот Скопје. Дополнително се отвораат уште 3 регионални пунктови во Струмица, Струга и Битола, кои ќе даваат поддршка на бездомните лица од другите делови од Македонија. Од вечерва па во наредните 3 месеци, пунктот за бездомници во Момин Поток ќе работи 24 часа, со цел во зимскиот период да може да им обезбеди престој, топли оброци и здравствена заштита на бездомните лица од Скопје. Грижата за бездомните лица ќе ја преземат 40 волонтери, подпомогнати од социјалните служби и приватните и јавните здравствени центри, а топлите оброци и напитоци ќе ги обезбедат неколку скопски ресторани, информира Сузана Тунава-Пауновска од Црвениот крст на град Скопје. Црвениот крст на град Скопје од денеска започнува со 24 часовно работење на пунктот за бездомни лица. Согласно температурите и информациите кои што ги добиваме од Хидрометеоролошкиот завод, ќе се реорганизираме се со цел да излеземе во пресрет на бездомните лица кои што се на територијата на градот Скопје, комплетно да бидат згрижени и да ги добијат сите оние услуги кои што ги нуди пунктот за бездомни лица. Во целата таа операција, која што планираме да трае 3 месеци, значи декември, јануари и февруари, ќе бидат вклучени 40 волонтери, дополнителни патролни социјални служби кои што ќе патролираат во вечерните часови и секако тука ќе имаме на располагање одреден медицински персонал кој што ќе излезе во пресрет на потребите на лицата кои што ќе имаат потреба од здравствена заштита. Во делот на поддршката со облека, топла облека, значи ќе се дистрибуираат дополнителни количини на вреки за спиење, кебиња и секако во текот на престојот тука ќе имаат можност да добијат чај, топли напитоци, супа, храна. Во целата оваа операција, значи ќе ги вклучиме и рестораните на територијата на градот Скопје, кои што перманентно во текот на овие зимски денови донираат топли чорби во вторниците и петоците, кога сите бездомни лица престојуваат тука и ги користат услугите на пунктот. Како што посочи Тунава-Пауновска, Црвениот крст обезбедува и правна помош, а покрај тоа возможува и вработување на бездомните лица. Тимот од социјални работници исто така работи и на правна помош на овие лица. Во текот на 2017 година 7 лица добија работен ангажман. Тоа е исто така многу важен момент за ресоциализација, а во 2018 година ќе се потрудиме заеднички да направиме подобрување на капацитетот на пунктот и секако поквалитетни услуги се со цел нивна ресоциализација и враќање на нивната доверба во системот и во институциите на системот. Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов истакна дека Скопје е солидарен град, а потврда за тоа е зголемената финансиска поддршка за пунктот за бездомни лица. До сега градот Скопје издвојуваше 500.000 денари годишно за поддршка на овој центар. Сакам да ви известам дека ја зголемивме оваа сума за околу 30% во буџетот за 2018 година и таа во иднина ќе изнесува повеќе од 700.000 денари. Во постојана комуникација сме со Министерството за труд и социјална политика и Црвениот крст на град Скопје и ги следиме и настојуваме да излеземе во пресрет и на потребите на овие наши сограѓани во насока да обезбедиме елементарни услови за нивниот живот. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска при посетата на пунктот истакна дека годинава Македонија подготвено ја пречекува зимата со отварање и на 3 дополнителни пунктови кои ќе работат како регионални центри, а се наоѓаат во Струмица, Струга и Битола. Како порака до сите е дека навистина Македонија оваа година ја пречекува зимата спремна. Поради тоа што Скопје не е единствениот град
каде што имаме бездомни лица. Токму затоа, оваа година во соработка со Црвениот крст, Министерство за труд и социјална политика и општините отвараме уште 3 дополнителни пункта на територија на Македонија кои што ќе работат како регионални центри за бездомни лица, и тоа се во Битола, Струга и Струмица. Истите се подготвени и опремени со храна, облека, кревети и можност за добивање на топол оброк за сите бездомни лица кои што ќе се појават во периодот на зимата, и тие ќе работат 24 часа. Во текот на минатата година, пунктот за бездомници во Момин поток го користеле 54 лица, но со оглед на тоа што годинава има зголемен капацитет, бројката на лица која што би можела да се обслужи овде е од 90 до 120 лица. Активно граѓанство, подобро општество е мотото на третиот сајм за Сдружение на граѓани за волонтерство и активно граѓанство на град Скопје. Сајмот се организира како дел од активностите на одбележување на 5 декември, меѓународниот ден на волонтерството. Во Младинскиот културен центар започна третиот сајм за Сдружение на граѓани за волонтерство и активно граѓанство на град Скопје. Годинава мотото е активно граѓанство, подобро општество. Сајмот се организира како дел од активностите за одбележување на 5 декември, меѓународниот ден на волонтерството. Овој сајм е во организација на Сдруженијето на граѓани Волонтерски центар Скопје, а финансиски е поддржан од град Скопје. Како што може да видите, имаме присутни околу 70 организации од различни сфери на делување, пред се кои работат и делуваат во град Скопје, но и организации кои се работуваат со град Скопје. Главната цел е промоција на организациите кои работат и делуваат во Скопје, да се промовираат помеѓу себе, да направат една добра можност за нив за потенцијална соработка со останатите организации и како исто презентација на нивните активности пред младите луѓе и останатите граѓани на град Скопје. Очекувањето се дека организациите помеѓу себе подобро ќе се запознаат, ќе се представат пред граѓаните на град Скопје. Гледаме дека трета година поред НВО сајмот успеа да си ги постигне своите цели, односно од една страна вмнежување од страна на здруженијата кои што се активни на територија Скопје, од друга страна нивна презентација кон генералната јавност, односно кон сите граѓани кои што денеска во периодот од 13 до 17 часот ќе дојдат и ќе ги посетат нивните штандови. На третиот НВО сајм своји презентации имаа голем број здруженија на граѓани и фондации кои се регистрирани на територијата на град Скопје, но и организации или фондации кои не се регистрирани во Скопје, но дел од своите активности ги спроведуваат за бенефит на граѓаните на Скопје. И оваа година учесниците за подобро вмрежување имаа можност да ги презентираат своите активности пред јавноста и другите здруженија, да разменат искуства и да дадат сугестии за понатамошна соработка. Кик Марколен е здружение на граѓани во кој главна цел ни е промоција на Македонија низ легенди. Ова е нашиот Марко, кој е нашото лого и во главном со него сега одиме низ Скопје и ги сликаме туристичките места кои се запоставени со намера да направиме еден антиводич низ Скопје и да подигнеме свест дека тие места треба да бидат малце по добро направени, за да може да не се срамиме кога туристите доаѓаат. Денеска во општина Газибаба беа доделени наградите за најдобрите екипи во категоријата кадети и на ученици кои имаа најдобри литературни и ликовни творби на 33-тиот општински квиз по противпожарна заштита и литературниот и ликовниот конкурс на истата тема. Општина Газибаба денеска беше домаќин на најдобрите учесници од 33-тиот општински квиз по противпожарна заштита, кој се одржа во основното училиште Крумтоше во Трубарево, на кој учествуваа сите општински основни училишта. Награди и дипломи им беа доделени на најдобрите екипи во категоријата кадети и на учениците кои имаа најдобри литературни и ликовни творби на тема противпожарна заштита. Првото место во категоријата кадети кој е освоја наградата на општинскиот противпожарен квиз е основното училиште Дане Крапчев. Второто место им припадна на екипата од основното училиште Стив Наумов и третото место на основното училиште Крум Тошев.
Ученичката Драгана Петрова од основното училиште Крсте Мисирков го освои првото место на конкурсот за најдобри творби, а од конкурсот за ликовните творби првото место и припадна на ученичката Ангела Димитриевска од основното училиште Наум Нумовски Борче. Наградите на кадетите ги додали градоначалникот на општина Газибаба Борис Георгиевски, кој истакна дека и во иднина ќе ги поддржува креативните идеи на младите. Во континуирана акција ќе продолжиме да ги потекнуваме, да размислуваме на истата тема. Значи, противпожарниот сојуз заедно со литературните катичња во основните училиште ќе имаат и во наредната година истата цел. Писателот Горијан Петревски, кој денеска ги додали наградите и дипломите за најдобрите литературни творби, истакна дека превентивата од пожари постојано се наметнува, а пораките кои ги упатуваат децата треба да се почитуваат. Пораките што ни ги упатуваат децата треба да се почитуваат. Тоа се пораки кои се добредојдени не само за децата, затоа што не грешат само децата, грешат и возрастните, а тие пораки што токму доаѓаат од нивните мисли, на вистина заслужуваат секоја чест и пофалба. Председателот на Општинскиот противпожарен сојуз на градоначалникот Борис Георгиевски на денешниот настан му додели символична награда противпожарен апарат за поддршката во организирањето на Општинскиот квиз надпревар. Исчистени се 27 депонии и уредени се 22 зелени површини во рамките на големата екоакција на општина Аеродром во соработка со градот Скопје. Како што информираат од општината, во акцијата беа вклучени сите јавни претпријатија на градот Скопје, а на терен работеа околу 1000 луѓе. Во рамките на големата екоакција во соработка со град Скопје во општина Аеродром исчистени се 27 депонии и уредени се 22 зелени површини. Како што информираат од општина Аеродром, расчистени се 8 локации во населбата Јане Сандански, 4 во Ново Лисиче, 5 во Реонски центар Аеродром и Лисиче и 10 во Мичурин, Стар Аеродром и Острово. Во екоакцијата беа вклучени сите јавни претпријатија на град Скопје, на терен работеа околу 1000 луѓе, а беше обезбедена соодветна опрема и механизација. Од општината информираа дека и понатаму ќе продолжат со санирање на другите локации, како и со тековно уредување на сите јавни површини. Истовремено комуналните инспектори редовно интервенираа за да нема повторно собирање отпад. Во таа насока се охрабруваат граѓаните доколку забележат фрлање отпад на несоодветни локации, веднаш да пријават. Комуналните инспектори на општина Аеродром работат во 2 смени и викенди, односно се достапни секој ден од 8 до 22 часот. Во рамки на проектот В џеп, ако нема каде друго, активисти и волонтери денеска чистеа отпадоци во Жена парк во Скопје. Како што информираат организаторите, целта е да се крене јавната свест кај граѓаните за зачувување на животната средина и младите од различни етнички заедници да работат заедно и да се дружат. Активисти и волонтери од движењето Леат денеска го чистеа од отпадоци Жена парк во Скопје, во рамки на проектот В џеп, ако нема каде друго. Целта на проектот, како што информираат организаторите, е да се крене јавната свест кај граѓаните за зачувување на животната средина и младите од различни етнички заедници да работат заедно и да се дружат. Проектот В џеп, ако нема каде друго, е поддржан од програмата Цивика Мобилитас, која ја спроведуваат НИРАС од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка и Шведскиот институт за јавна администрација СИПУС. Од 1 јануари 2018 година почнува електронското поднесување пресметки за персонален данок на доход, а од 2019 година треба да почне издавањето пополнета годишна даночна пријава од страна на УЈП. Директорката на УЈП Сања Лукаревска информираше дека реформите во УЈП драстично ќе го намалат досегашното чекање пред шалтерите.
Електронското поднесување пресметки за персонален данок на доход почнува од 1 јануари 2018 година, а од 2019 година треба да почне издавањето по полнета годишна даночна пријава од страна на УЈП, соопшти денеска директорката на УЈП Сања Лукаревска. Директорката Лукаревска додаде дека реформите во управата за јавни приходи драстично ќе го намалат досегашното чекање пред шалтерите. Во персонален данок ги вградивме најдобрите европски практики по македонски рецепт и развивме услуги со кои можеме да се носиме рамо до рамо со модерните даночни администрации. Новите електронски услуги за персонален данок овозможуваат во целост поедноставување на постапките и намалување на административниот товар за пријавување и плаќање на данокот од страна на фирмите и на граѓаните. На завршниот настан од едногодишниот проект што овозможи креирање на новата електронска алатка на УЈП персонален данок на доход, министерот за финансии Драган Тевдовски рече дека неопходните законски измени за овие реформи во УЈП се веќе изготвени и до крајот на годинава треба да бидат донесени. Главна цел на проектот е од почетокот на 2019 година УЈП да доставува пополнета даночна пријава за персонален данок до граѓаните, со што ќе се замени оние редици на чекање и потреби за пријавување кои што граѓаните ги имаат до сега. Раководителот за соработка при делегацијата на Европската Унија во Скопје Никола Бертолини укажа дека реформите на јавните финансии се клучен чекор за подготовка на Македонија за членство во Европската Унија. Финансиската транспарентност и зајакнатите јавни внатрешни контроли, напомена Бертолини, треба да бидат приоритет за националните власти. Македонија за реформите во УЈП има поддршка од 6,2 милиона евра, а проектот од кој произлезе персонален данок на доход беше финансиран со 98 милиони 530 илјади евра. Пуштен нов паркинг простор во општина Ѓорче Петров во близина на пазарчето. Како што информираат од општина Ѓорче Петров, со овој паркинг се реши долгогодишниот проблем на жителите, особено на посетителите на пазарот кои доаѓаат со возила. Во близина на пазарчето во населбата Ѓорче Петров е пуштен во употреба целосно нов паркинг простор. Како што информираат од општина Ѓорче Петров, со овој паркинг се реши долгогодишниот проблем на жителите, особено на посетителите на пазарот кои доаѓаат со возила. Улицата ново проектирана 1 досега беше многу често блокирана од временно паркирани возила, а собствениците се соочуваа со проблем подигање на возила од страна на пајак службата. Новоизградениот паркинг ќе овозможи непречено паркирање и за купувачите и за собствениците на тезги во пазарчето, информираат од општина Ѓорче Петров. Спорт шоп МАК од Скопје за ракометниот клуб Ѓорче Петров од истоимената општина денеска донираше 21 пар машки тренерки во вредност од 42.000 денари. Градоначалникот Александар Наумовски во својот кабинет ги прими представниците на двете страни, каде нагласи дека силно ќе се заложи за во иднина спортот да се унапреди во интерес на граѓаните и пред се младата популација. Ѓорче Петров е позната како спортска општина, од која потекнува и некогашниот женски ракометен шампион Кометал Ѓорче Петров. Во продолжение следува уште една информација за општина Ѓорче Петров. Доделени се 64 решенија за легализација на дивоградби во општина Ѓорче Петров. Од општината апелираат до граѓаните, оние кои досега не ги комплетирале своите документи, да се обратат за консултација до секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров, со што ќе си го остварат своето законско право за легализација на бесправно изградените објекти. Градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Наумовски потпиша и додели 64 решенија за легализација на дивоградби. Како што информираат од општината, ваквиот транспарентен начин на доделување на решенија на граѓаните ја елиминира можноста за фаворизирање при решавање на барањата за легализација на бесправно изградени објекти. До општинските служби поднесени се над 12.000 барања за легализација. Досега се и решени 6.129 предмети,
а остануваат за реализирање уште 6032 решенија кои се веќе во обработка. Од општината апелираат до граѓаните, оние кои досега не ги комплетирале своите документи, да се обратат за консултација до секторот за урбанизам при општина Ѓорче Петров, со што ќе си го остварат своето законско право за легализација на бесправно изградените објекти. До 18 декември е отворен повикот за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на град Скопје за 2018 година. На јавниот повик имаат право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата. Во тек е јавниот повик за финансирање проекти и активности од областа на културата од интерес на градот Скопје за 2018 година. Повикот ќе трае до 18 декември 2017 година, а може да се поднесат предлог проекти за изведба музички и визуелни уметности, за уметности на нови медиуми, издавачка и библиотечна дејност и промоција на културното наследство, меѓународна соработка, професионална, аматерска и младинска, како и проекти за подкатегории за секоја област. Како што информира градот Скопје, на јавниот повик имаат право да учествуваат уметници, самостојни уметници, установи од областа на културата, здруженија на граѓани, фондации и други правни и физички лица што вршат дејност од областа на културата, во согласност со Законот за култура и други позитивни законски прописи во Република Македонија. Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени во службениот гласник на градот Скопје и на официјалниот веб портал skopje.gov.mk со објавување на програмата за финансирање програми и проекти од областа на културата од интерес на градот Скопје за 2018 година. Викторија Лоба, Дејан Лилик и Филип Божиновски ќе бидат дел од годинашните Бадникови поворки и заедно со уште многу познати личности од музиката, филмот, телевизијата, спортот и театарот ќе чекорат и пеат заедно со децата. И во тоа колективно радосно празнување ќе го наговестат Христовото раѓање. Во семејниот дом на Даниела Секуловска, која веќе неколку години изработува божикни ѕвезди за децата што ги предводат Бадниковите поворки, се организираше мини работилница во која се вклучија Викторија Лоба, Дејан Лилик и Филип Божиновски. Лоба, Лилик и Божиновски ќе бидат дел од годинашните Бадникови поворки и заедно со уште многу познати личности од музиката, филмот, телевизијата, спортот и театарот ќе чекорат и пеат заедно со децата и во тоа колективно радосно празнување ќе го наговестат Христовото раѓање. Божикната ѕвезда, освен за украсување на домот, ќе им биде потребна на децата и за учество во Бадниковите поворки, кои традиционално и оваа година на 6 јануари Бадник ќе се одржуваат низ улиците на Скопје и сите останати градови во Македонија. Божикната ѕвезда ја символизира Витлеемската ѕвезда која со необична светлина блескала и ја осветлувала пештерата во која се родил Исус Христос. Во наредните денови ќе преовладува сончево време со студени утра, а преку денот ќе биде потопло. За температурата дознаваме од МТМ Метео. Пред крајот уште една информација.
Градоначалникот на град Скопје Петре Шилегов денеска изјави дека забраната за движење на моторни возила до средно водно важи и натаму, дека таа се почитува освен во неделата кога, како што рече, несовесни граѓани го злоупотребиле отсуството на полицијата и ја прекршиле. Со ова вест ги завршуваме урбаните вести. Ви благодарам на вниманието, останете и понатаму со програмата на МТМ. Довидување.